Господин Макрадули, кој беше мотивот од пратеник во Собранието на Република Македонија да се кандидирате, да бидете претендент за освојување на фотелјата на градски татко? Од главната причина е што го сакам Скопје, а гледам дека оди сосема во еден погрешен правец. Во овој момент Скопје личи како град од, максимум да кажем, од 20-тиот век, без една јасна визија за тоа што го чека во иднината, а со тоа и квалитетот на живењето на граѓаните. И од тие причини, со оглед на се она што имам поминато во животот, се решив да влезам во оваа борба. Рековте дека не се чувствувате како жртвено јагне. Па не, тоа е... Оние што беа предвидења, барем и според информациите во медиумите, на други луѓе се типуваше, најнаш вие излеговте како кандидат. Па мислам дека тоа е затворена работа и нема потреба да се навраќаме на тоа. Кога се медиумите ќе се осврнат на некој од медиумите на шпекулациите од кујните на ВМРО ДПМН, така да и со други луѓе настапуваат, не беше таква нити процедурата, нити дебатата внатре во партијата. Добро беше што тоа остана така како едно изненадување и не може да стане збор, мислам никаков. Влегуваме во една квалитетна борба за победа. ВМРО ДПМН во оние општини, бидејќи и вие правите внатрешни анализи и ВМРО ДПМН прави анализи, Скопје го смета како фикс добивка. Па секогаш кога ќе сте предолго на власт, малку се подзаборавате и всушност живеете во еден нереален свет кој што и во цела Македонија сакат да ни го прикажат. За жал ситуацијата не е таква и малку подлабока анализа покажува дека колку работи фалат и колку работи лошо се направени или не воопшто не ни се прават. И затоа тоа може да биде предност, бидејќи кога пресигурен влегувате во некој надпревар, тогаш или го подценувате противникот, тогаш многу пати се покажало во животот дека можете и да бидете казнети. Јас не сакам да влегувам во такви анализи или не сум оптоварен со тој впечаток, туку влегуваме заедно со тимот кој што работи со мене во една визија за Скопје да ја представи на граѓаните и тие да изберат на што и каков град сакаат да имат во иднина. Каков град на Скопје ни нуди Јани Макрадули? Па им нудам модерен град кој што ќе може да навистина се каже дека е метропола, град за кој што ќе се зборува дека новите технологии, новите предизвици се секојдневие, а насловите како кич на Балканот ќе биде едно лошо минато или еден лош сон како што во овој момент постои за Скопје. Град во кој што ќе се живее здраво, град во кој што децата ќе играат на зелени површини, во кој што ќе дишеме чист воздух, во кој што ќе се грееме со здрави извори на енергија и за тоа ќе плаќаме помалку цена. Кога ќе почнете, се знае 20 дена нели е изборната кампања, меѓутоа бидејќи СДСМ и опозицијата порано од вообичаено ги исфрли кандидатите со кои што ќе се трка на локалните избори, значи кога ќе почнете оние сведби со граѓани по официјален старт на кампањата? Па јас веќе започнав и заради некоја символика и да демонстрираме дека не постои страв некаков, ја започнав првата средба во Газибаба. И можем да кажем дека супер поминавме заедно со кандидатот од нашата коалиција кој што доаѓа од редовите на ВМРО Народна. И она што и можеме и во програмата да го видиме, да го прочитаме што не е реализирано, на терен многу јасно го кажуваат граѓаните. Секоја недела сум во некоја општина од скопските општини, бидејќи навистина сакам она што го ветив и на плоштадот, дека Скопје не е само плоштадот. Има 10 општини кои што различно за жал се развиваат, различна поддршка имаат од градот. Тоа не смее да се случи, туку мора заеднички исто да се развиваат. А каква дел од визијата за Скопје ќе ја имам и со амандманите што ги поднесов за градот Скопје, за оние проекти кои што мислам дека треба да се направат. Скопје е за жал заложник на, и тој општиот печаток на сите граѓани, е заложник на политиката на владата и желбите на владата, а не е тоа изворно од граѓаните на Скопје.
И не само за Скопје 2014 проектот, кој што е и по анкетите кои што доаѓаат и од редовите на владеачката партија оценет како негативен проект. Мислам дека се подзаборавени многу делови од Скопје, неоправдано, и мислам дека треба парите да се распределуваат правично и еднакво на цела територија. До кампањата и до официјалното кандидирање треба да си одработите работата како пратеник во собранието и подпредседател на собранието. Во моментов, со оглед на настанатата ситуација, можеме да кажеме дека и собранието под некаква си блокада. Законот за бранителите има повеќе од 15.000, од понеделник почнуваат амандманите и расправата во матичните собраниски тела за буџетот на Република Македонија. Дали се тоа што се случува меѓу коалицијските партнери и тие амандмани што се поднесени и Законот за бранители не значат на некој начин и вовед во предвидени парламентарни избори? Парламентот подолго време не функционира на демократски основи и кога партиите од власта свесно ја блокираат работата на парламентот, не ја гледам смислата на функционирање на тој начин на парламентот. При тоа да не се направат минимум напори од страна на председателот на собранието тоа да го разреши. Бидејќи не можете се да оставите на другите тоа да го решаваат. И мислам дека кога партиите од власта свесно го блокираат парламентот, кај граѓаните даваме некоја слика дека парламентот не се извршува својата функција. Наместо парламентот да биде контролор на власта самата, и тоа го посакуваше Груевски, да го девалвира парламентот, за жал најде своји соучесници во пратениците од власта и во овој момент парламентот не функционира и не ја остварува својата улога. Јас, бидејќи такви беа моите заложби кога ги предлагавме измените на изборниот законник, во ниеден момент не мислам да ја злоупотребам мојата функција и позиција, за да покажам што значи тоа немешање на државната функција со кандидатурата. Треба да, по мене, мора некако да се седне овде во парламентот и да се излезе од оваа ситуација, бидејќи 42 години следни не можеме да се занимаваме со еден закон. Ако тоа партиите на власта или премиерот не мисли дека е проблем, тоа е проблем за цела држава, за жал. Заложници сме ставени и на функционирањето на државата во овој момент и на квази наетот, бидејќи мислам дека е договор, тоа е јасно, помеѓу партиите од власта, и за ова ќе плаќаме голема цена, како демократи. СДСМ побара предвремени парламентарни избори. Па тоа е најприроден излез од кога парламентот е блокиран. Значи, вие можете за некој закон да имате различно мислење, можете да во јавноста да си испраќате различни пораки, но кога парламентот не функционира од партиите на власта, значи треба некој друго мнозинство да дојде во парламентот. И тоа може да е решение. Во одредени медиуми излегоа информации за внатрипартиска борба во редовите на СДСМ. Имаше информации дека вас дел од членството не ве прифаќа, дека има борба во Битола меѓу официјалниот сега веќе кандидат и одредени членови, дека во центар Жерновски не е прифатен и тоа од страната на Шекелинска. Меѓутоа, на отварање на штабот пред неколку дена, ја видов и Шекелинска дека дојде на и Жерновски. Вие одите во сите овакви општини, како го толкувате тоа? Има ли внатрипартиска борба и несогласување? И дали може би кандидатите на СДСМ може да изгубат од своите екс-партици или блиски луѓе? Па не, се гледа дека повторното од шпекулации од куините на ВМРО-ДПМН кои што посакува да има некој раздор. За жал ситуацијата е сосема поинаква и дека и во раководството и на теренот постои една широка мобилност и поддршка, кохезија. Јас се уште не сум чул ни еден член на СДСМ да има нешто против мојата кандидатура. Дури ни во шпекулациите на ВМРО-ДПМН тоа го нема и со самото тоа зборува дека погоден е кандидатот за градоначалник. Се обидоа да направат раздор во места, за жал со недемократски методи, очигледно и тоа не им успева, бидејќи во Битола се функционира одлично, секојдневно се постојат предизборни активности,
Се разбира примерот што го дадовте со Шекеринска е само еден плюс на страната дека се оди нормално и се функционира нормално. Ке се види тоа и во иднина во периодот кој што престои дека апсолутно целата партија застанува зад сите кандидати. Ексопартијците, тоа е нивна идеја или дали мислат опозициониот фронт да го прошират или да го ранат, дали да му помогнат или да му одмогнат, и тоа веројатно го прават заради некои интереси. Јас и пред некој ден кажав, ако едните од главни замерки што ни ги даваат странските или меѓународните организации или Европската унија е начинот на финансирање на политичките партии. За жал, кога партијата на власт останува со долг од 3,5 милиони евра по медиумите, тогаш тие немаат право да го остваруваат она што го пише во законот, а тоа е на кој начин се финансираат. Природно би било и нормално во една држава управата за јавни приходи да праша како тоа еден студент недипломиран, незавршен, кој што има финансиски проблеми, може да води скапа кампања. Од каде му се тие извори? Граѓаните треба да знаат кој ги финансира тие. Или како еден невработен човек од Куманово може да отвара штабови, да има скапи билборди. Тоа чини пари. Ние знаеме колку пари чини сето тоа. Но тој одговор треба да го даде во една транспарентна постапка. Па да видиме од каде доаѓа изворот или од каде е генераторот на тие раздори. Во Македонија се случија први недемократски трикови наметнати од страната на ВМРО-ДПМН. Се сеќаваме и на Јанис Макрис и на Рада Шекерова со исти имиња за луѓе кои што работат за ВМРО-ДПМН. Да, и кој што и уште функционер поставен од владата на ВМРО-ДПМН. Очигледно сега се влегува во еден нов трик, каде што буквите скратени треба да бидат повторно СДСМ, повторно треба да има петокрака на знак и во нормална држава тоа не може да помине. Тоа и Државната изборна комисија и по законите за индустријска сопственост и права тоа не може да се случи. Но тие се во скутот и во рацете на владата и затоа тоа може да се го направат. Вие бевте член и сте уствари член на онаа комисија што е за прочистување на избирачкиот список. Колку ова ќе биде повторно проблем и обид за фалсификување на изборите? Каква е состојбата и како да се исчисти веќе еднаш, бидејќи на секои избори тоа зборуваме. 200.000 фантомски гласови, 100 годишници гласаат, мртви души гласаат. За сега мене во последниот заклучок што го донесе работната група, мене ми дава за право да се надевам дека работите ќе одат во добар правец, бидејќи се донесе заклучок сите лица кои што немаат биометриски документ да не бидат на избирачкиот список. Тоа значи дека 130.000 луѓе ќе ги нема и ќе дојдеме до една поприродна бројка на односот помеѓу бројот на гласачи и бројот на жители. Се разбира, законот ни дава за право и ние како политички партии да имаме увид во избирачкиот список и тоа да го искористиме кога ќе започне официјалното гледање или објавување на избирачкиот список. За жал, кај нас законот за интегрирано гранично управување не е во таа мера прецизен да, за жал, се евидентираат во тој систем само граѓаните кои што одат со авион, но не и оние, им се дава шанс или им се дава можност дека ако е заглавен со патниот сообраќај на граница да можат и без уфрлување да не ги стават во системот, туку да ги пуштат. Со тоа немаме права да слика колку лица се надвор од земјава, но овие 140.000 лица се добра бројка кои што го оптеретуваат избирачкиот список и на кои што нас ни дава за право понекако лесно да влеземе или со помалку оптеретување во изборите. И денеска се случува нешто слично што се случуваше на претходните избори, манипулација со државната администрација. Како ова ќе се спречи, како ќе се справувате со ова? Па паниката во која што се наоѓа ВМРО-ДПМН најдобро се демонстрира на овој начин. Измислуваат работни места по јавните претпријатија само за да задоволат некои членови на јавни конкурси. Гледаме дека списокот бил одамна готов. Прво се навредуваат сите оние луѓе кои што очекувале по правичен пат да бидат примени. Второ, ги оптеретуваат јавните претпријатија. За жал, јавните претпријатија во Скопје одамна немаат покачени плати.
Градоначалникот на Скопје подзаборавил на јавните предпријатија, освен на нивните менаџери и директори, кои што поприлично добро живеат, гледаме во овој период, заборавајќи ги интересите на вработените. И затоа само демонстрира дека на начинот со списоци се обидуваат да останат на власт. И да дојдат и да останат на власт, со што ги го нарушуваат системот во јавните предпријатија, го преоптоваруваат со вработени кои што не можат да придонесат за квалитетот, наместо оние кои што вредно работат и кои што врз чија работа се базира работењето на јавното предпријатие да бидат наградени со поголема плата. За жал тие се 4 години заглавени на исто ниво само заради тоа што се превработуваат со вакви партиски кадри. Кај нас она што недостасува меѓу другите работи е дебата. Дали би пристанале на дуел да се видите да разговарате отворено со вашиот против кандидат, иден најверојатно се најавува дека ќе биде актуелниот градоначалник Гоце Трајановски и што во еден ваков дуел би му порачале? Значи, која би била пораката до Гоце Трајановски? Па јас сум апсолутно спремен за разговор и да не биде кандидат мојот поранешен колега овде од собранието господинот Гоце Трајановски, би сакал да поразговараме зошто одбрал ваков правец на условно кажено развој на градот. Зошто се заглавил само на плоштадот во Скопје и ги подзаборавил сите граѓани на Скопје кои што живеат. На Скопје му требаат крупни визионерски проекти кои што не се наменети за сечење на лента. Градоначалник на еден голем град што претендира да биде метропола не сме да се занимава со ситни работи. Кој што ќе се занимава и е платен за тоа. Ама не да се фали со тоа. Значи нешто што е одржување на улици, за тоа да е платен градоначалникот. Но крупните проекти кои што ќе донесат подобрување на нов квалитет на жителите на Скопје, тоа е задача на еден добар градоначалник. И пораката до Трајановски? Еве, например, да е сега нова година, што ќе му посакате, што ќе му честитате? Па, ќе му честитам, ќе му кажам дека ќе продолжам во однос на оние активности што тој ги започна, бидејќи континуитетот е многу важен во функционирањето на еден град, а дека ќе биде задоволен од она што јас ќе го имам сработено како градоначалник. Односно ќе го сработам како градоначалник. Благодарам. Молам.